снима, знаеш. Ако Добро, некој се ако снима, што не... Како беше на авторска? ќе ти кажам попосле. Почнуваме во добра атмосфера и добро расположение. О, пуштено е. Пуштено. Мора да проверам ти. Бицерски е дојден со импресии од еден настан. А ја да се пофалам на почеток ствари нешто. Ај, пофали се. Значи во неделата сум ја срушил бариерата од 2 часа. Кипчоге ја срушил Париз. Докажи се, ја на друго помислив, ама Добро, окей, не, Значи ја срушив мојата ментална и физичка бариера, истрчам полумаратон по 2 часа. Браво. За човек во мои години што Браво, не знам што значи, ама браво. браво. Не, стварно, јас Сигурно знам. значи нешто. Јас знам Не, што значи, сигурно. стварно е многу браво. Сигурно значи Охри, нешто браво. трчат супер Стварно, манифестација. стварно многу. Малку ми е жал што нема мене ми изгледа малку таму некои 2000 нешто учесници има, ама за градот и за Македонија и за таква една манифестација заслужува повеќе, им посакувам многу. А странци? Имаше од 30 земји, ама нема врвни атлетичари, можеби тука е малце може не, па проблемот. не, календар, не календар. Да, нешто тоа- треба Беше тука. најдобро време. Веројатно тоа зависи од календар, не Најдобро беше, календар. еве, Ја. да го поздравиме Дарио Ивановски, во недела трча на Европско првенство, а во летово е првиот македонец со остварена норма за атлетика за Олимпија. олимписки игри, ќе трча Браво, маратон. Дари. Браво, бога ми во таков спорт кој што бара Кој многу што наука, нигде не оваква сме имали, држава, никогаш не сме имали ние е многу значи. ни традиција, ни ништо. Многу значи. Па не, тоа е види во такви спортови како атлетика, пливање и некои други, наукава е ептем сериозно навлезена и без незе не можеш добро утро да кажеш, така да си ти во конкурентен со со некој таму што Сериозно работат време, во сериозни услови, тоа е само ентузијазам, нема Ентузијазам, баш друго, така. нема. Поготово што нема ни поддршка као наша фела, да речеме. Не, па затоа ракометнава, викам, ги нема на нити карта. федерација, Да, нити институции, нити ништо. Не знам пред некоја А година. норма рече? Не, какво? Не, он влегува, значи он за 15 секунди имаат временска норма. За 15 секунди не ја остварува таа норма, инаку има апсолутен рекорд на Балканот. 2:08, тоа е апсолутен рекорд, истрчан во оваа година. Што е само 2:08. 7-8 минути Да. пославо од 15 секунди му фалат од остварување на олимписка норма и бидејќи на Олимпијада нема доволен број на атлетичари кои што оваа година ја остваруваат временската норма, влегуваат уште X број атлетичари по со Бенор. да, условно кажано бен норма, он влегува меѓу првите 2-3 во тоа, така да е апсолутно заслужено тоа. Он полумаратон трчеше, таму не Таму е маратон, значи на Олимпијадата е маратон. Не, за Охрид. А во Охрид е полумаратон. Полумаратон. Браво, Лодаме, стварно, ти стварно се ентузијасти. Во нашава фела има Мене ме контактира Врти работат. од еден стручен штаб, ама не е сега ни време ни место. Зашто те контактира всушност? За евентуален ангажман. И За- му дале боја за кондри да се За намачка, трчање? за да му дадат и пасош одма. Да, за За трчање? Да. А, браво. Да. За Кенија го барал, да, ама за вторти, ама пак е успех. Нема врска, можда не е. Денеска се договоривме ние ќе направиме една мала ретроспектива на целата сезона. Многу интересна, многу турбулентна, многу возбудлива, да не кажам до последното полувреме во Битола. Да. Практично не се знаеше кој ќе биде шампион. Имавме куп, фантастичен на некој начин, со многу Од изненадувања. спортски аспект. Од спортски аспект, нели? Со многу изненадувања. Таму има еден друг аспект организацијски кај што имаме сите забелешки. Ќе ја фатиме малце и репрезентација, ќе ја чешнеме и ќе чешнеме уште две теми, а тоа е викендов што ни Final предстои, Four. да. Конечно нашите зверки Џоле и Славе судат финале Тоа ше Јаготка на шлагот. да добие. и ќе го чепнеме Ѓорган, пошто таму имаме и наши деца за неговиот проект, сега што му е, а завчера објави еден стварно интересен гостен, ама тие ќе ги И за, направиме и на за, крај. и за тоа што би било следна година. Што би било Со следна година. ракометов. Ако имаме Така, време, така, малци и спекулации ќе ги Има отвориме, пошто спекулации, овие стигна- денови не стигнува. застанаа да доаѓаат. Не знам колку се вистински, ама ако се вистински, тоа е стварно нешто невидено, ќе видам, ајде да видим. Да. Нели ја ќе слушнам нешто. Жорчке Пошто се. сум заангажиран многу, И- ништо немам. и Не ништо, ама малку Да, си слушам. ги поделивме тимовите, мене ми падна Вардар, Ама сречко е. Ѓорган Сречка. на коцка, Ѓорган Да, сакаше сречка. за Вардар,
Вице сакаше за пелисте, ама се смени. Се сменивме ја и Да, Ѓорга, му да. давав ја на Ѓорга. Да. И пошто мојов уствари не, твојот тим е уствари најслабо пласиран од тебе, ќе почнеме. Да, ама и има и нели после денешниот настан. Да, баш има има и денес и настан беше таму. имаш. Ти? Имате жена. Бев ама малце само, немав Добро, многу. не да. сакам да кажам дека јас сакам да кажам да почне Да, бе, да. почне тој пошто е тазе работата. Јас искрено прочитав нешто, ама не знам што се случуваше. Мислам, Ја не знам таму што се случуваше, ама ја кратко сакам една Еве, пред да почнеш, значи јас бев, значи имаше една пригодна пресконференција, РК Алкалоид, завршна да ја кажам, добро како убава практика. како практика, како нели? практика треба да се Комуникација со медиуми, а гледам дека и имаше многу луѓе и од клубот и играчи, стварно сите добро се чувствуваа. Им беше као нели паднат еден терет од грбот, стварно успешна сезона за нив. Да, и Зборев- доста зборевме турбулентна таму во- малку, ама Да, зборевме во некој неврзан разговор дека сите ние ако тргнеме од себе, еве јас во мојата професија откако сум приватно сум 15 години, па првите 3 години колку ми биле тешки, колку сум имал Па и така. погрешни одлуки, колку работа од тоа до сега сум сменил, така да за една таква организација која што е само 3 години таква каква што така, е, детските болести мора мора да да се ги поминат, помине, колку и да се тие а позади сепак сериозни имаат како одличен компанија. резултат. Пласма во Суперлига, вице шампиони, годинава куп. Што ти бил драво ти треба, ама. Тоа беше значи Ајде, поздрав. Ја ќе си одам од казари. Ајде, Мали шета е. Ја ќе спомнам сега само да се надоврзам, значи детски болести, да, ама они некако секоја чест многу брзо ги прележа, на форвард, на да. нога ги прележа, значи не се ни осети. Дали тоа е влијание што е фармацевтска индустрија, па го има соодветниот лек или Терапија. терапија, да, или таа фармацевтска индустрија као таква и толку расширена и развиена покажаа тој менаџмент дека кога знаеш да менаџираш со нештата, знаеш да менаџираш и на друго поле. Иако нема допирна точка, Иако ракомети, нема, ама на крај пак е тоа процес кој што информација. треба да изменаџираш од секој аспект, од ресурси, од трошоци, од тие кадар на ти хом. Да, да. Во ди Deutsche Zeitung како едуцирани таму да, сега. да. Конрад Аденауер. фондацијата. Да. Така што стварно мислам беше пресликано тој успешен менаџмент што овозможи од секој аспект и инфраструктура и услови за сите тие играчи и за тренери и работа. Можевме тоа да го видиме и ние како обични гости, да речам, од таа сала што знаеме како изгледала пред само години. 5, 6 или еве 2 години Две, нека е, па три. сега не изгледа кој знае како идеално, ама и условите ги има обезбедено максимално и е одлично место за Логистиката имаат и меѓународниот превари беа реално добро организирани, се гледаше дека имаат 20 луѓе Да, си имаше луѓе што баш што беа онака ангажирани, што беа ангажирани, се знаеше кој за што е, да. При тоа има Ја ангажирани сакам- некои искусни луѓе. Јас сакав да кажам дека има детски болести и од аспект во делот на спортов се менуваат доста тренери и во втора екипа и ваму таму што се работи нормални додека не ги се најдеш. Па и тоа е еден вид ете Има таква Ја во- ладно ќе изгаснам. Изгаси, ај, А ти си пачки човек. скапа струја се. у години да. си, да. Да. Така да, мислам дека успешно ги пребродија, еве, денес и слушаме дека е трета година, значи они веќе, еве, ова трета година од постоење, можат и со сениорски трофеи да се пофалат, што е баш за пофало, плюс тоа годината беше прилично успешна и во младинските категории, нели, младинци со мултиесенс праваци, кадети и пионери со Алкалоид. Не знам дали има друг тим во држава што може да ги обедини, да речам, или што може да се пофали, па може би во било кој спорт. Кумател Ѓорче Петров може. Не. Тие години. Не, збориме за историја? Да. Не, за историја Металург имаше една година во машки и Не, женски зборам за во оваа сите. година, за А, оваа не, година во година сите не. А, не спорт. знам, не, За оваа година во сите не спорти, верувам, ама сега не не ги верувам. пратам Иначе, многу да, спортови. историски ние и така функционираме како држава, ако е нешто насочено и ако некој се насочени енергиите во некој себе, кој што кажа Металург или Кометол на времето или Вардар може и тогаш, некако цел погон те влече и цел погон добива позитивна енергија позади тебе, покрај тебе, ради еден Види сега, профтим. и Вардар бил
нели, многу силен, многу И европски шампион, и европски па не шампион, успеваш. во Ама никој да, случај не нема беше овака. близко да обедини. Да. Не, сега да не сгрешам дали има освоено во некоја категорија и да има освоено Може било има. парцијално. Ама инцидент. Ама после Металуркова е второ и мое мислење е дека наредни години многу тешко некој ќе дојде до титула во млади. Да, се слагам, затоа што Вардар беше друга приказна. Себе се насточено на првиот тим, младинските, овие помладите категории беа малце ко така. Пази, они почна на почеток со Да, таа ама не, јуниор да, академија, ама немаше тоа јак Софија, фокус. ама некако не... А ова е што баш што кажа Селекцијата не после се беше, филтрира, да. прес- Филтерот прв, после втор, трет филтер и создавање. Моje мислење генерално не сега, него општо моje мислење е дека тоа е само фактор на внимание. Важно е што ми е мене важно. Да им било важно, Ќе го верувам има. дека Да, Вардар сигурно. ќе ги ставил Ќе го направил ќе го тоа, да. направил тоа, ама претпоставам дека некој не размислувал дека е тоа во моментот важно. Има Било други запоставено. цели, што па од друга страна тие цели не се косат со овие цели. Да. Не е ова дека ти да бираш меѓу ова и ова, тој можеш и во Келн да биде, а можеш и ваму да растура во млади категории, ама Пошто тоа е маркетешки му беше сработена задачата. Па да, тоа е веќе друг муабет, ама сакам да кажам дека него на Локалуит сега планетите му се наместени за млади категории, како што сум не се наместени и мислам дека И тешко тоа е- некој, тоа се два фактори. Прво, тешко дека некој ќе одолее да не оди таму во блиска иднина од X причини. Од друга страна, условите во кои што функционира кој ќе дојде тој некој. И тоа е во моментов гледаме вин-вин. После лани и преклани, преклани веќе беше прва година, ама лани има мал дебакал во млади категории, кај што може би ете освоја кадети, ама во другите два не ни влегоја на завршни турнири. Не е дебакал, ајде да речам лош израз е, послаб резултат од тоа што очекувале, ама годинава затоа за сите пари. Да, идејата ни беше сега за оваа Да, година да. да зборуваме малце, не дека е некоја кој знае каква стручна анализа, ама ете така од наше видување. Можам да кажам, да, И следиме сега пишеме, од гаража, ова е од анализа од мајсторијата. гаража и пишеме цела Есенскиот година. дел беше таков каков што беше. Мене пролетниот дел ми е да речам така баш добра енигма, усвари не е енигма, него е баш добро за анализаот и мислам дека За така Алкалуит, За Алкалуит. оној првиот, нели, сезоната ни беше поделена на регуларен дел и плейоф. Да. Они во регуларниот дел немаа пораз. немаа пораз, можеби има сега тука Влегоа имаше во Евролигата, што беше за Евролигата немаше да речеме страшно некој. едно ново искуство, Да, беше нели, ново со искуство. исклучок на неколку играчи, другите немаа Апсолутно, контакт со ама беше пак голема европски школа за ракомет. сите. Резултатски не можам да кажам нешто дека беше за одбележување, мада една победа и една нерешена утакмица, може и не беше така лошо, имаше јаки екипи против себе, добро искуство, се собра некако целата таа работа. И сега па сам да се задржам, есента може би имаше малци и трзавици, поише често беше да речам споменувано критички нечие однесување на клупа, вака било, така било, ама мислам дека пролетниот дел како се заврши, како завршиат европските првенства светско или што беше? Европска, да, горо таму и мислам дека некако што пак ќе кажам дека е плод на една можеби планско размислување. Мене многу ми се свига формата на некои играчи што исклучително се качи во пролетниот дел. И не само што се качи, значи се појавија и имиња некој, еве го Дамјан Митев веќе е стартер, Марко Митев е незаменлив. Формата на Мартин Серафимов што можна да кажа дека била 5 години назад или 3 Може два-три дискутабилна. пати ти го отпишавме. Па дискутабилна била за сите. Сега го имаш ти, еве, ќе поврзам пак и со репрезентација, кај што имаше блесоци. Мартин Велковски исто си го фаќа местото. Джонов може би блесна во есенскиот дел, па сега малце застана, може би се засели конкуренцијата. Ама мора да кажам дека еве го Коки Симоновски на пикер од Кики, да, пардон, да. Коки Петров, да. Коки Петров е на Симоновски Как, мислам. извини, мало папти си, каква кафана сум бил уструга, ама после ги деним. Со ракија. Да ми го Да, значи за Кики ми беше муабетот од второ, трет пикер како било да речеме. Добро, имаше 9 месеци повреда.
Како и да е, се врати после повреда и си го одигра своето Ма не квалитетно. само што го одигра, него сите малце не замисли, види уште еден играч Да, на твојата позиција. И сега тука, значи, придобивките се не само за тимот, ама тоа се виде и со, пак ја кажам, онаа клучна утакмица што као цела држава беше заробена и блесна и публиката и екипата за репрезентацијата. Зборам што пак директно сакали не мораме да ја поврзаме со алкалоид, затоа што такви се моментално ситуациите. Значи тој клуб и добреше така е клуб репрезентација. Памтиме од времето Металуркова беше таков и тоа стварно Македонија имаше успеси. Кога се распадна тој систем, Македонија имаше клубови што блескаа, нели 2 шампионски европски титули, ама па репрезентација слава. Сега не дека е ова можеби комплетен знак дека репрезентацијата ќе тргне добро, ама е добар знак. Ова што го изигра со репрезентација имаше еден пат надолу, кај што мислам дека дојде до ситуација веќе да нема подолу од она да не се пласираме. И сега мислам дека веќе од како викаме, кога ќе потреснеш малку на земја, па сега веќе мислам дека ќе се дига. По кафе плафонот не знаеме, ама дека оди се дига нагоре, се дига факт е. Мене тоа ми личи дека е добро затоа што имаше добра енергија меѓу играчите, имаше уште подобра енергија на трибини и ме радува овие неколку играчи што не дека биле непознати, ама што стварно станаа носители и на играта и беа изненадувања дефинитивно за сите. Па и за нас да речам, сега ги зборам браќа. Која беше да речеме една од најкритичните утакмици на алкалоид во сезоната, да речеме кога Вардар во команда по мене. Па може и Бито, Пелистер во команда. Мислам дека Вардар беше прв. Вардар гостуваше прв. Мислам дека тогаш се достигна еден зенит на екипата како изгледаше на терен. Ја тогаш имав доста критички осврт нели за Серафимов дека изгледа несречно, па и другите. И да се надоврзам на тоа дека значи селекторот очигледно го смена однесувањето, пошто видите и тој е човек кој што учи во моментов, да видиме реално. Зборам учи од аспект на тренер. Значи тој не дека бил тренер 20 години, тој бил играч како што бил, знаеме сите, нема тука збор, ама од аспект на односи и тој учи. Сега кај него е сменат односот према играчите и автоматски е сменат и ликот на играчите, има печаток и како да е одморена екипата. Зборам од онај прекршен надпревар Пелистер. Иначе се собраа тука Охрид, Пелистер, Вардар, Охрид, Вардар, Пелистер, а претходно беа во Романија, ако ние правиме некаква сега исповедување, и некој се собраа, некој 4-5 порази со ред. И достигна некој ниво на да се запрашаме дали ова стварно е оди во правец како што треба, види го Серафимов, види го ова, види го онај, види го... Сега кода се гледа дека уживаат во играта. Да, баш тоа се гледаше една истрошеност и напнатост, не среќни беа. Да, и ова денес во Маракана, јас мислам, може би сите го ја бев многу малце стварно, ама ги видов играчите насмејани. Беа опуштени, го има веќе, го има тоа, значи сега морам и ова да го споменам, да не заборам, значи по мене мал неубав момент ми е што Марко Стојковиќ малце кода ми застана во формата и морам ова да го споменам што ми беше стварно на откажувањето на Омерагич на браќата, да кажам од Ракомет. Што не ми беше убав момент. Значи така Тивко помена, ама не е така, тоа е репрезентативец. 22 години, играч кој во јануари беше однесен дека треба да биде стол по дефанзивец, тој за 2 месеци ги фрли патиките. Значи таква одлука да донесеш стварно е... Да, ама тука да не забореме дека има и дел и влијание и настаните во нивните семејства. Знаеме и таму и таму дека... Апсолутно. Јас, видите, ова со Марко што го спомна Стојковиќ, кој што нели ние сите го гледаме и го гледаме како перспектива, допарва че се селектираат играчите. Значи тоа што бил некој не значи. Ние за Кики Симоновски нели спомнавте, ја не сум воопшто изненаден. Ја и во преносот на македонска телевизија 2-3 пати кажав дека тој е девојка за се, тој е многу, тој е поливалентен и тој може, спомнав и на преносот, може да застане сега наголи да брани. Значи таков тип на играч е
е подценет во однос на антропологија, во однос на тоа ние како гледаме дека треба да изгледа еден играч, пикер, не е важно, ама Иако мислам дека не е многу помало од Бјарте Мирхов. Тој покажува, па може е понизок, ама не е понегабаритен од него. Значи по-ковчест е Мирхов, сме играле со него. Така да нема граници тоа, веќе мислам истрошена тема е, гледаме последниве години дека правилото е дека нема правило. Дека идеалот сите играат ракомет. За прво за бек е срушен идеалот, за лев и за десет. Тек за среден. Готово, значи ти можеш сам, значи не може никој да ти каже дали можеш, ти одлучуваш дали можеш. Така е и со Стојковиќ. Стојковиќ ќе си се бори за свое место под. И јас се уште верувам дека он ќе има еден убав трансфер некојаш кога и да. Ние со Викторише пред 2-3 години може имавме некоја прогноза, негде е кажана, да не ја повторуваме сега, ама ако се погоди тоа или слично ќе ја извадиме. Тој е многу различен, позитивно е кај него што може да покрие во напад, има, ајде да кажам, кошаркарска конституција, кај што на црта се знаат неговите предности, се знаат неговите мани, укупување не е негова доблест, голе топки се негова доблест, знае интелигентен во простор и ете така, и игра во два правци и ќе биде добре дојден во секоја екипа додека сака да игра. 20 години. Па 2003. Да, 21 со Мите. Тоа му е најголема. Кого издвојуваш како да речам условно кажано, ај вака да речеме како играч со најголем напредок? Пошто никој нема да биде изненадување, пошто ги наброја овде што ја кажав, сакам па да ги повторам пошто испуштив уште еден што не го заборев, значи Марко Митев, Дамјан Митев, Серафимов, Велковски и го заборев Галевски да спомнам, Галец. Значи детето, па ќе кажам, од втор, од трет голман како бил планиран или што бил, дојде да... Денеска Кире кажа на пресконференцијата дека чука на вратите на репрезентација. Па дефинитивно. Така да во овој следен период ние имаме два условно кажано лесни квалификацијски надпревари за европско, така да може не е лошо да го фрлат во. Треба да и види последниот турнус што беше со Фарски острови, кај што имаше имиња некои кои што беа неочекувани, можеби, покажа дека заслужено има. Иначе вака да се вратам на прашањето, Марко Митев дефинитивно. Да, дефинитивно ми е изборот, значи тој дечко дефинитивно ќе стане, ако продолжи вака се развие и вака да работи како што треба, отворена му е. Sky is the limit. Да, секоја врата му отворена, поготово тоа што спомна сега, значи веќе се паѓаат во вода тие стереотипи дека мора вака да изгледа со физички или антрополошки, напротив. Мислам, баш памтиме сега во последно време, последните 5 години, дека па такви, па бекови средни има малце, ама тие што се такви, па се, ги почни ги од Стам, од Скубе, од милион, мислам не милион, него докажа нека. Па и Магдебург има една дузина, може малку повисоки, ама не се Мене кај Марче ме фасцинира количеството на ќотек што го прима, Ѓоргон играл поише одбрана, знае да го објасни, и неговата ладнокрвност при тоа. Како он тоа спортски го... Брусли, значи тој е ракометен Брусли, реално неколку луѓе ми имаат кажан како ти текна баш го опиша, не во смисла Брусли дека тој е сега не знае ракомет се тепа таму, нема апсолутно. Ама стварно детето е господа Оварди, тоа знаат многу играчи така што играат на таков начин, многу брзо да влезат во проблеми со повреди, себе ви, тело памти, сега не знаеме што е изработен, до сега покажува дека е челичен, што е комплетна супротност на брат на кој што е гледано вака поголем талент од него, ракометно. И онај што видовме во Битола последно, значи Дамјан Митев си покажа и дрскост и знае. Ние со Бица знаеме да кажеме кога ќе играше поготово во автокоманда Кире 6-5, значи со играч повеќе и го става Малиов да му ја реши задачата. Како реално Филип Лазаров. И на обично беше асистенција на црта и гол, или пенал. Значи тоа покажува дека тој техничко, тактички е зрел, што е за негова возраст е чудо,
мислам чудно е за негова возраст и ете, Киро го видел то во него и гледаш, него го ускрати од сите младински категории, тој реално кадет беше годинава. Можеше и кадет и младинци да играат. Го ускрати на име на ова што сега тој го доби последниве 3 месеци, пошто реално годинава тој не доби баш некоја шанса, тој во Европа не играше. Февруари, март. Така да со појавувањето негово се поклопи некако, ајде, после 15 март, без разлика на ова што се деси со Фарски, иначе за Фарски да се навратам. Ја не се сеќавам утакмица, една утакмица да толку значела општо за македонски ракомет, некако како цела пресвртница да беше. Да, Ај после ќе збориме за тоа. Ја само да завршам, значи, играчите ги спомнавме, логистика, менеджмент таму, сала, инфраструктура, можеби, не можеби, него морам да кажам и голема заслуга сигурно и на тренерот и на селекторот у овој случај, затоа што, ете, прво издржа машки многу критики, второ, со сите овие работи што ги направи да освои титула, да искоординира и да укомпонира убаво еден тим кој ше од македонци, од тука, кој ше основана репрезентација, мислам дека треба да му се дае сериозна признание за тоа што го направи. Еве, нека биде пролетниот дел, али пролетниот дел па се градал па на нешто старо, така да и за тимот и за репрезентација да ги поврзаме. Што мислиш дека е клучно за освојување на купот? Што се случи? Го подценија и Вардар и Пелестер алкалит? Дефинитивно. Вардар како стана шампион 19. Отиде како тотален аутсайдер, како овие не отидоа како аутсайдери, не отидоа како распадна тим, ама секој, уствари другите тимови мислеа лесно ќе играме со нив. Имајќи предвид на резултатите од јасно, и имајќи предвид сега што носат они како играчи, други што носат како, не зборам буџет, како искуство, како години, како види и тука се види, значи дека оди напред Лазаров од аспект на тактички аспект, значи Купов тактички го одигра со огромна ротација, дефинитивно. Го одигра со доза на изненадување што не беше својствено за него претходно. Значи се знаеше да се однесува во дадени моменти бахатост, например ќе кажам во Охрид, кој изгуби над преварот, значи веројатно и тој понесен од тоа што предходниот пролетното таму се прошета, сега отиде таму као да треба да се одработи, а уствари после на надпревар ти кој ќе видиш дека џаволот ја однесол шегата, може би е доцна. Така да имаше и такви и вакви моменти во ова, ако може му се забележи тоа е дека донесе засилување и потроши доста пари на некој сомнителен голман, што веројатно и тоа е школа што ќе се научи. Така од аспект дека видовме дека Галец овој само го кочал на Галец, од аспект на тоа, иначе Галец не е од вчера, го знаеме 5 години, Галец го знаеме низ како кај поминал, што поминал и јасно ни беше со Галец уште 2018-та колку е сатот, барем ние што беше околу нас што го гледавме. Со нормално е Галец уште далеку е од тоа што треба да биде, ама тоа е дефинитивно голманите на добар пат е, види. Спортисте сака да работи, зрел е многу, слично како Митев, зрел е за годините. Он ги бранеше пеналите, така, и фати. Кога сме кај зрелост и одбранителите пенали, уствари Алкалит се вкупна како екипа покажа зрелост, оти доби два, уствари инфаркт мечеви. Значи го доби Вардар со пенал во последна секунда. Беше стварно, беше многу напредната, затоа што ти што мислиш дека ти се носители, например, влагаат 20-25 минута. И што е многу добро, значи формата на тие играчи, што се на клупа условно кажани, што демек се втор тим, тие секојаш, усвари во овој случај, пролетниот дел и купот да го анализираме као завршно, беше на толку добро ниво подигнато, дури можеби ти со влагањето на нов играч ти добиваш плюс. А обично било сегаш кога ќе ти влезе резерва, ќе ти падне тимот. Друга се Рафимов, друга структура е клубот. Што 5 години нема фукнато гол од 9 метри, дава 3 гола. Или Джонов од таму, или како е да или Ѓоргиев, или што е, што не било баш слик. Мислиш ли дека може би малку, дека има еден мал ризик сиот овој успех на Алкалит да е дојден прерано? Постои ли таков ризик, од твоето искуство од Конрад Аденауер институтот за
анализи. Видим, можно е да има малце таков ризик. Да дое, мака, сега да карикирам, да дое едно мало опуштање, да станат малце поголеми звезди. Не, до тоа не верувам, Не верувам функционира дека да така паднат текло, од не. звезди, може да паднат у форма, ама со оглед на тоа као што гледам дека се држи целата енергија и тимот и тренажниот Организација. процес и здравствениот билтен им дека се прати и се држи на потребно ниво. Не верувам, може да паднат во форма, Билтенот им беше лош годинава. што е доста- многу можно, ние доста дури ги и здраво, критикуваме мислам. од првиот дел, Види, така? види, Да. билтенот им беше лош и можеби и тој имаше влијание врз Може, играта, ама она што може да е проблем е што летвичката е малку се поставена повисоко. Нели лани ја поставија со второ место ова и да ја поставија малку се прерано. Ја пак ќе кажам, кој не го познават Лазаров може да мисли дека тој дојде да учествува на првенство. Значи тоа освен прво место, све друго е за него неуспех и тоа ти гарантирам дека е така. Иако со последните изјави остава впечаток дека е доста реален, дека е цврсто на земја, дека знае Лино каде му е Червена школа. местото на тимот и дека на пример не очајува што Ама тој- сезона ама играше тој Лига апсол- Европа, ама тој а респектира. следната ќе Тој- игра Европски куп. Тој респектира и се става во ситуација на некој што ќе демне и што ќе биде во ситуација да не напаѓа. Но дека тој мене беше интересно и многу колош, имав коментари некој кога пред европското дека играме со Франција и Германија и дека тој не оди таму со бело знае, као знаеш, сега зезање. Неговата кариера играчка и она што тој бил и друштвото во кое што бил, него менталниот склоп му е дека ја можам против секого. Зашо не против Германија? Она Германија, кој што му пола играчи не му беа до колена него. Без разлика што тој сега не е во терен. Тој така размислува. Така да таму нема простор за опуштање, едино може да има, пак ќе кажам, кои се целите за наредна година? Не знам дали се спомна на пресот. Не. Кои се целите? Целите се 2 титули сигурно. Ти гарантирам, може не јавно, може не официјално, целите се 2 титули, пошто една освоја. Ама Ѓурбо, Без ако разлика немаш на тоа цели, како што ќе Пелисте. постигнеш? Па види, ако немаш па високо да освоиш титула, немаш до второ Да, да немаш сигурно да Сега целите не зависат само од Алкалоид, зависи и од Пелистер. добро, Сега Вардар, Пелистер и од ако Охрид. и од Вардар и од Охрид, секако не зборам Пелистер како И од фаворит. Тиквеш. Па и од Така, Тиквеш. Тиквеш ни ја крои 2 години. судината. Така да Мислам, апсолутно. може да го затвориме. И само твојот впечаток околу ова прашање годинава го скршија мразот во европските надпреварувања, Евролига, за мене симпатичен настап. Им недостасува на Алкалоид, според мене му недостасува, а најверојатно ќе се создаде, а тој Киро еднаш го кажа дека со првите победи ќе се создаде публика, Да. така беше и со Металург, Џорџ може да потврди, Да. дека кога почна да стигаат првите успеси и да се- станува ќе се- сензација дека за 45 Тате секунди се продаваат карти. неутралната Така? публика ќе дојде да гледа квалитетен ракомет, Ракомет. кај што до македонецот е конкурентен. Конкурентен, Е апсолутно. тоа е некоја дефиниција по мене. И тоа ќе се случи. Може би не до година, ама ќе се случи. И очекувањата Иако има голем хендикеп во тоа што сериозен антагонизам е јавен меѓу Алкалоид и двократниот, а двократниот има сериозна армија во Скопје, така? Навивачка. Сега, дека некој тврдокорен навивач на Вардар баш ќе дојде да ги гледа, треба сериозна причина, не викам дека не. Значи, вие сте иделе на Металург, така? Иако сте навивачи на Вардар, така? Така е. Сте иделе на Металург затоа што настанот бил таков како што е. врвени На- и сме навивале колку има такви, И ќе видиме, ама сакам да кажам дека имаат сериозна задача. Види, во таквите тој ја дел. распродава Борис Трајковски за Ама и 7 такви, минути. ама и такви ти треба затоа што тие Апсолутно. купуваат карти. Апсолутно. А оние што треба ти се јават 3 пати да кажат дека бил 72 на Вардар со Хајдук, не му треба Чекај, на у клуб. ствари ти кој рече 2 титули мислиш да го одбранат купот и да го освојат европскиот куп. Да, може. Може. Па не, Може, ако го освоиле купот, сега треба додат на ова. Зашто ако вака играат наредно првенство, Алкалоид не играше лошо ниво Битола последно коло. Не играше лошо ниво Јане. Значи Алкалоид имаше една дупка после Многу ја европското качија формата. првенство, една дупка. Види се, пролетниот дел ја не го земам во анализа затоа што
лигата во која што играше, групата во која што играше, беше сериозно послаба од друга, да видиме реално. Тоа е така. Од друга страна, после Ама добро, европското... таму ги имаше Охрид и Тикваш од таа група. Да. Пак не беше Вардар и Пелестер, ама ги имаш одмah тие зад... Алкалоид имаше една, после европското, може би и тоа последица на нешто, нели, иако таму ние завршивме со еден хепи енд, така, со Условно Швајцарија кажано, ова првенство во однос на последните 3 наназад е мал, она што го викаш ти. Абе, ние од три гола ние сменија сликата во сезонава. Тепавме 2 со Швајцарија и тепавме гол со Фарски острови. Ние овде ќе правевме сега друг муабет, ако не беше така. Сега да видиме реални. Печаток е печаток. во црни мајци. Значи, така, значи сега добро, да. Сега сакам да кажам дека од тој аспект имаше една дупка од порази кои што него не му се десиле дури играл 22 години ракомет. Да изгуби 5 утакмици во месец и пол. Така? И сите чекавме што ќе се случи после Фарски острови. Така беше. Значи, кај тераме. Тоа беше сериозна пресвртница. Така да се заврши супер за нас сите. Иако може на некој да не му е драго, имаат и такви, но Македонија е во Хрватска, не опали среќа со Вараждин. И сега е на... Сега ни приколки немало да купиш, оние камперски возила, пошто све се распродава. Абе, македонецот ќе се снајде. Значи, жена ми, бабата, одлично. Супер, си најде. Ајде, да направиме ја кафе сега, да направиме пауза. Пауза ќе правиме. Ти издаде завршна реч. Завршив ја, да. Ама успешно се ние пак ќе се навратиме во некои ситуации кои што поврзани се од ја заклучувам како многу успешна сезона. Значи најголемо изненадување, најголем отскок да речам напредок е Марко Митев. Ако мора да издвоиме еден, да, ама самиот успех е качувањето на формата, енергијата таму што мене и тоа ми е исто многу битно што гледам дека има. А имаме ли нешто што е разочарување? Така да го завршиме првиот блок. За мене тоа се странците, иако Бинго изигра 3 утакмици последни и впечатокот накрај пак остава некако дека нешто беше корисен, иначе през сезоната за мене Бинго беше разочарување од аспект дека е земен, донесен на позиција која што не е фундаментална, а за другиот странец да не сакам ни да дискутирам, тоа би гледал како школа која што не кошташе многу. Значи ти не ги плати милиарди нив, си ги платил колку што си ги платил, си ги донел, си сватил. Не, сега ако викам, ако треба да најдеме ако треба нешто, да закачка. Значи уште кога дојдоа, кога дам ја наред за Вардар да кажувам за разочарувања странци, те немам филм на ова. Не бе, немаше, ајде, добро. Але еве ќе ти го спомнам само овој Свети Николскиот зет. Значи, мојот пристап во одедувањето на аквариумските рибки е различен и Тања дома ме критикува и ти сега, ама во еден друг подкаст кој ќе се вика само риби. Само риби, ќе ти објаснам зашто е тоа така. Молчење се вика. Ќе молчат сите. Имам една филозофија, може да е делумно под јапонско влијание, делумно е тука под балканско влијание. Фенг шуј. Фенг шуј, Алкалоид го поминавме, сега јас сум наред. Вардар. А кој може ми ја да... Вардарец. Ајде. Ти знам дека си изгорен за Вардар, дека ти тоа живота жела да подпише за Вардар, да изигра барем една полусезона. Ајде, има време. Така има време, ветерански рукомет. Ја бица одамна видеа имаме, спремни. Кај да е, тоа ќе биде. Има здрави. Да, мене ми падна, значи, среќата, честа да го искоментирам на кратко Вардар. Иако Вардар, поготово на вистинските и на старите вардарци, после во наводници или без наводници крахот на Самсоненко и на таа империја, се уште се мачи. Таму се дефинитивно се уште видливи последиците од тој пред се финансиски крах. Значи Вардар се мачи да најде спонзори, се мачи да најде поддршка. Долго време беше, тоа е моја теза, можеби не сум право, анатемисан како промакедонски клуб, значи клуб кој што ја промовира Македонија, македонскиот спорт, македонштината генерално,
како некој Барем за синоним. овој дел од Македонија, Ето, да така. се налутат се, И дека во- некои се помали македонци. Тоа со години ние го кажуваме дека најверојатно го носеше тоа бреме и онаа власт што си замина сега веќе тотално немаше слух. Прво ниту за Македонија, второ ниту за спортот и трето ниту за За Вардар. таква една условно кажана институција како што е Вардар. Значи, кога го разгледувам јас Вардар во овие неколку сезони, цело време ја разгледувам повеќе онаа пошироката слика, односно обидот што го прави пред се Михајловски, а еве сега да речам во тоа ќе ги вклучам и Борко Ристовски и Столе Стоилов на некој начин, нели, покрај и Владо Недански како тренер, да го одржат во живот она што многу тешко математички и менаџерски гледано може да се одржи. Вардар нема своја сала, Вардар нема квалитетни спонзори, Вардар тешко доаѓа до Вардар нема позади себе град, позади себе нема град, нема ниту општина најверојатно. општина, Така, затоа што е во погрешна општина, така. по мене, според мене. Комплетно анализата која ќе се плаво-бела општина. која ќе се прави анализата за Вардар, јас секогаш тргнам од таму. И сега од контра тоа што он го прави во овие изминати години, значи неколку титули освои, лани беа трети, годинава втори, лани го освоија купот, дишат со сламка супер и се купа. страф и трепет се уште за секого. Малку недостасуваше, некаква луда среќа, тој бараш со Рајн Некар, па дури и чудо да се сврти па да влезе. Мислам дека не му ни требаше. така. Моја Појас мислење е за дека не му титла. требаше, че ги седеше финансиски дополнително. Немаше Мислам да има дека и резултат. тоа во моментов за него беше и е уште луксус. Тоа учество во Европа, имајќи предвид, не знам дали поширок аудиториум знае дека секој учество во Европа е сериозен луксус во ракометот, немаш никаков поврат, не е фудбал ова 3 кола и после 2 сезони 700.000 евра. ќе легнеме да спиеме, ова е сега секој излет е 5, 6, 70, 80.000 евра од секаков И во тој контекст, оние условно кажано два епски порази на Вардар лани и годинава, дури да не испадне дека го оправдувам Вардар, ама дури као ќе наречам дека на некој начин може да се искалкулирани дека треба да дојдат. Од аспект на ова што го зборува Ѓоргон, дека финанси. треба да се Ама не им во моментов не им треба, реално не им треба, на секој му треба да игра Европа, ама не им треба во однос Секој сака да на победи, секој сака да стабилизирање, биде на шампион. фокусирање на нешто Главна многу цела е да поважно. се стабилизира. Јас и Бице правевме еден и многу успешен беше тој подкаст пред може у првата сезона, ова ни е трета, сега ја финишираме трета. У првата сезона и насловот ни беше новиот газда на Вардар. И тоаш предизвикавме многу Шпекулации направивме, интереси, многу шпекулации. Значи поминаа 2 години, Вардар е во потрага по газда, по нов собственик, по некој Еврофарм, по некој Алкалоид. Не му оди. Борко во последното гостување, иако го чепкавме повеќе за политика, наговести дека можно е да има некакво такво сценарио и зголемување на буџетите. Во Вардар се уште има тој еден пркос, има еден тој шампионски дух, иако не остана играчи од тој период, меѓутоа остана една клучна фигура како што е Столе Стоилов. Го користат се уште тој еден специфичен спортски дом Јанен Сандански, за кој исто така зборевме дека по некои нејасни околности преиде во една друга олимписка организација која што има залепено слики на неолимписки спортови во фоајето. Ја ќе те прекинам само. Ако. Спомнавме преска дека 3 гола ја сменаа сликата. Ако Вардар не одеше така осакате во Кавадарци, сега може во друга ситуација ќе правите многу. Иако Може трет ќе зборуваше. да сум навивач на Вардар, јас ќе бидам задоволен од ова што го гледам од Вардар, имајќи предвид во која ситуација се наоѓа. Вардар личи на екипа. Сериозно. Со сите проблеми внатре што се не испливуваат, барем не за поширока јавност, иако и Борко тоа го најави меѓу редови, Вардар има некаква структура и база. Што од ова ќе остане
Тоа не зависи само од љубов и од добра волја, зависи и од друго во денешно време, а и од кој постои светот, не во денешно време. Така да, сакам да кажем дека во Кавадарци бевме ја и ти, отидоа без четворица, 5 души, 5 тиот на второ полувреме го исклучија, Црвен картон. Значи, изгуби Вардар во Кавадарци, сега ќе беше друга ситуација и ќе правевме на друг начин, можеше Битола да остане без двете титули. А таму кога ќе доеш ти наред за Битола, таму па сценаријата ќе беа поцрни. Да, Оти притисокот беше поцрни. Бетер од Некса ќе беше. Сега јас пошто јас нели вие не сте, ама јас сум машински инженер. Да. И јас си водам малце статистика. Јас сум геодетски инженер. Опа, колега. Здрав, колега. Извини. Да не имаш економиста. Мислам дека си економиста. Ја мислам дека си Не економиста. пошивам и економиста, затоа викам да си честитаме со него. Сега трет ќе запишувам удавно. Значи вака, Вардар оваа година во лигата има само еден пораз. Пелистер. Не. Тикваш. Тикваш. За таа лига збориш, добро. За првата. Пошто тој пораз од Пелистер е поназад. Добро. А мислиш во вториот Во дел? втората, добро. Вардар има најдобра одбрана во плейофот. Има примерно само 306 гола. А другите пример. немаш да пишам. Има. Ајде. Пошто Или значи. така. Честитки. Пример, Пелистер има Честички. примерно 342, Алкалоид 350. Добро. Сега Вардар се мачи со нападот, па има најслаб, сега ги споредувам со овие Со овие две. две екипи, така. Со овие двете. И Охрид има добра статистика, ама пошто е подоле го остави. Значи он проблемот му беше во нападот, не во одбраната. реализација. Има 380 гола, за разлика од Пелистер кој што има 328 или Алкалоид кој што има 428 и Алкалоид кој што има 486. Значи Вардар и покрај се, тоа што го кажа Џорџ, успеа да направи условно кажано екипа од ноунейм играчи. Да, Се појави некој Сардановиќ, се појави некој Петрич, се појави некој Николич, се појави некој Родригес. Генерално добар избор, ако го изземиме она изнудено решение на после зимата кога донесоа Лука Карабатич Малиот. кога донесоа Малиот, што беше изнудено решение на тренинг, веројатно нема играчи за да играат За да 6 игра. на 6. И Претпоставувам. десниот тој Бакар. И десниот бек, да, па и овај Алонсо беше ова. Видите, десни да, бекови тој во нема да игра, Ракометов, тој е, да. десни бекови во Ракометов, тоа е да го најдеше бинго, мислам, стварно не можам да му го земам за зло и мајчи предвид дека ги погоди Сардановиќ, го погоди Петрич, Родригес, го продолжи Јасихура, Јасихура и ете, и можеме да кажеме и македонци како Мечка и Айларов кои што добија и крена. кој што би сакал исто да го издвојам покрај ова од Алкалоид Марко Митев, како едно непријатно изненадување, него пак оној термин би го употребил како играч со најголем напредок. Ние Мечка, јас го памтам Мечка од Металург, каква енергија имаше дечкото, како трчаше во контри со Иве Марковски кога го водеше Металургов. Да, се споја, му се споја коцките. Него му се Придобивка најголема. Иначе ова што го имаш овде забележано, рече најмалку голови. Голови, пример. Значи, Најдобро одбрана. Мечка, Аларов и Пантерот на гол. Томас. Така? Така. Значи, тоа е репрезентативно најдоброто во Македонија. Македонско најдобро во Македонија. Тоа е со тоа што Аларов сега полека влегува срамежливо во репрезентација, нели го видовме со Фарски веќе доби некоја улога на место во Мечка, а Мечка е веќе мислам дека не е за дискусија во однос на тоа кај треба да биде и во репрезентација во однос на Кај Мечка нас најмногу не изненади потписот со Вардар на долги стази, што покажува многу мудрост од Вардар, многу преговарачка вештина, така. Вештина А преговарачка. исто така може и покажа знаат и нешто од Може знаат што ние не знаеме. Ние не така, знаеме, да. А и Мечка покажа Што еден треба да не став. радува, пошто што е потпишал, значи знае нешто добро што ние не Пишаш знаеме. македонски играч што ти е на таа позиција најдобар. Ама види, мене ќе ми биде жал да замине Мечка. Мене ми е жал Раде што отиде во Словенија, така, па сега ќе учи други деца таму, така. Нема овде да учи деца, така. Иако ми е драго што отиде таму, ама ти е жал пошто не. Пошто ги изанализира, има ли хемија усоблекуваната у Вардар како што имаш? Не ме пуштаат. Од како ја чувствуваш? Дете пушта и порано, па знаеш. Глеј, со оглед на игрите и на резултатите, дефинитивно има хемија.
Таму има неколку интересни, многу важни ликови за македонскиот ракомет покрај столе, тука и Џомба Георгиевски, значи кој лик кој што Џорџ имал прилика, Да. не знам дали играше со него, како не. јас ни беше гостин, тоа е еден исклучителен лик, како прво како човек. Заедно кога Така. дебитираше, не вториот пат кој играше Лига шампиони Металург, тој дебитираше во Чехови Медведи. Така да он прво како човек, како личност, а второ како искуство што го има акумулирано и преку репрезентација и преку Без настапи во Лига на шампиони, спортист. Малку Така да- скромен за Ама па затоа е крил. Да, скромен е малку, па јас скромен би рекол дека и како Домлев. мана ја наведувам скромноста, пошто треба да бидеш по таков е Така да спортот. верувам оној ти прашањето ти го разбирам на оној период кога Вардар се мачеше и кога Столе упорно викаше дека има играчи што се дојдени во Вардар, а не ја А не сваќаат знаат тежината кај се, на да. дресот. Мислам дека тоа е поминато, дека најверојатно и повнимателно ги бираат децава што доаѓаат. Повеќето се млади, затоа викам децата. Најверојатно и доста со нив разговараат, ги подготвуваат за тоа каде се и што треба да направат и мислам дека од тој аспект таму нема проблем. Пак ќе се навратам на моментот дека таму е клучниот проблем на клучарот. На клучарот. Ја и во пренос спомнав. Значи таму Столе го има инсталирано она што го имаше и кога осваја титули во низ Европа, кога дрмаше Вардар. Таму влегуваш или ќе се интегрираш како што треба во клубот или ќе ти сврли организам. Тоа е мојот став. Таков делува Вардар. Со сите, пак ќе речам, условно кажано проблеми кои што ги има, но кој што ги добро ги менаџира. Вардар беше до пред сам крај беше во игра со еден противник кој што е сериозно стабилен, кој што направи екипа за други дострели во Европа и видовме во Јане како помина тој противник. Значи јас ќе го заклучам моето експозе за Вардар дека Пред да заклучиш, уште едно прашање, ти преска праша кого би издвоил као најдобар да речам или Мечка као Лазаревски најдобар. несомнено, како А не, нешто што Јас те прашам кого би издвоил као најслаба карик. во Вардар, Да. а сега ми За мечка да, се сложивме и сите се слажат и те чув него. Дали мислиш дека има некоја карига што е најслаба и што Не би издвоил, ја да одговорам еден дел. не спаси? Ја не би издвоил најслаба карика, но би издвоил момент кај што, да речеме, играчи како Карапале, Чосески, Мишевски или Марио Стојановски, ајде тој е многу млад, иако треба да размисли и да размисли, треба да побара минутажа или да бара чаре, кај што не се профилира. И ете едниот од нив замина Шпанија, Мишевски замина, не знам. Мишевски не знам. Немам информација. Сакам да кажам дека некако Вардар за своите деца, пошто овие ги гледам како негови деца, одавна и Мишевски, и Карапале, и Чосески, кои што секоја година по 3 клуба го молат доди некаде минутажа, тој некако како некој бубреже во Лојси седи во Вардар без одговорност, со сигурно со некоја стипендија, хонорар, како и да го наречеме, кој што го задоволува и некако не размислува што после од јуни натаму. Тоа малку ми е чудно, да не речам дека ги јаде своите деца, тоа е тежок израз, ама пошто сите што дојдоа се профилираа, да речеме, еве и Томовски дојде како профилиран, Мечка дојде како полупрофилиран и Аларов како полупрофилиран од клуб кој што никогаш не целел високо пролет, дојде во нова средина. Ама ќе испадне дека они вистински загриза, а другиве дека не. Така. Мишевски доби шанса и во репрезентација и сега доби шанса, едноставно некако не загриза доволно. Затоа го кажав дека на Чосецки секоја година му го бараат 3 клуба, а тој не сака додија пред него се Џукич и Џомба. Што очекуваш ти, а не играш во Европа? Што очекуваш? Или Марио Стојановски, кој што очекуваше покрај Сардановиќ и Родригес? А при тоа има важна улога во репрезентација и одигра солидно светско првенство, е играч што може да игра во два правци на некои стази долги и го гледаме како некоја перспектива. Мора да превземат одговорност, како што земаат одговорност браќа Митеви и така натаму. Нема да станат играчи. Така да од тој аспект тоа може да му се
ајде, не да се забележи, него како ситуација да се евидентира. Ко послава Да се нотира, да речем. Ако нема бицевски прашања, кон колегата. да, кон колегата, Да преминеме. да преминеме полека кон децата во твојот табор, во Тумбе кафе. зелените. Оти таму имаме такви деца. Еве почнуваме од Стружанчето. Од кој е Стружанче? Еве Ѓорговски. Да. Така, видам пред 3-4 години, уствари извини, ајде. Јас сакав да почнам. Така, после Почни ќе се почни си како што прв пат сакаш. кој ми- пиши прв пат- децата. Прв пат Да не забораваме. Прв пат кога ми се падна Пелистер сега во Моабетов и викам, прво што ми падна на памет беше целта ги оправдува средствата. И сега целта ги оправдува средствата, многу средства потрошени. Ајде ти од економски факултет. сега. Да. Одма Многу- на средства се многу фати. средства. Ние за раковет го викнав, но за пари што се фати. Средства многу потрошени, титулата освоена, прославена на адекватен начин. Во Европа помини во Европа Дека беше битова тој период. Не сум Пред или после не сум беше? излеза од таму. Ти на друга беше, на матурска беше. Ама стаја го некаде. И од таму излегов. и од Знаеш дека го следам на апликација на Find My Friends. Ностоп е битова. Ностоп отвори апликацијата битова. Кај рече дека сум бил? Битова. И ти Location кажав и од битова. таму излегов, ајде. Така, и нема гајде. И сега прашање е што беше целта. Целта беше да се освои двете титули, се освои едната, нели, побитната, најбитната. Битната. Првак на И сега Македонија и сакам првак да на се Европа. вратам на едно време, на една полемика која што почна со падот на Металург, а издигнувањето на Вардар. Ја не се сеќавам дека претходно имало таква полемика, а тоа е следното. Колку македонци играат? Колку македонци играат? Колку нашите деца играат? Значи, како што почна да Металург да ја фаќа удолницата, Вардар да се крева, нели? Ама таму не играат македонци. И сега тоа Металург почна да го некои луѓе во Металург што тоаш работеа, почнаа да му го прикажуваат на газдата како голем успех дека во млади категории ние доминираме, немајчи со што се пофалат во сериозниот сениорски. ракомет. Да. И се од една страна сениорски ракомет е тој си играш, квалитетен си, го победвиш или освоиш титул или не освоиш титул. Ама нас сите овде што се бавиме со ракомет, не мачи ова што ти го почна сега. Така? Сега. Пелистер ја освои титулата со двајца битолчани, така, што е позитивно за Битола. Оти лани ги немаше ни тие двајца. Еден на терен лидер, еден на клупа. И тоа е позитивно. Кој ќе го додадеме Пешески и парцијално Костески, кој што му донесоа играч, тука завршуваме. Се друго е странски играчи. Добро, Манасков изигра се. И Манасков, да, добро. Во последниот период, пошто му требаше време вајда да. И сега, крене во теж. ако гледаме сега кои се странци, и тука е поделена работата. Ние пишевме годинава колумни дека треба некој чланарина да плаќа. Сега видовме дека на еден слика му дадоа од Битола висок колку таванот, изигра поише подвода можам да издржам јас со што изигра тој во Битола. И сега Тоа струшка финта. мене ме мачи искрено, значи ние не збориме за успехот. Тие освоја титула и тоа е зборам како Апсолутно заслужена. Зборам како екипа, не како клуб. Екипа е тие 20, клуб е цела структура надолу, а структура надолу е од организација до млади категории. Тука можеме да полемизираме кој е најдобар во Македонија, да ги ставиме сите титули, како денеш, кај што бевте вие, кај што ги изложија сите титули, така од А до Ш. Тоа е друго прашање. Изборот на странски играчи, кои што тие ги прават, секогаш некако не боди. Зошто? Ние се навикнавме во Вардар, кој ќе дојде странски играч, нели, па и во Металург, дојде Станке, дојде Вуги, дојде Атма, Направија разлика. дојде Циндра после, мада Циндра дојде како играч кој што не беше препознаен од Загреб, и Борозан како потенцијал кој што Марсенич како бек, лев бек од Партизан дојде во Пикер, и сега некако ни доаѓаат играчи кои што ние претпоставувам дека чинат пари, така? Таму, ама дел од нив, барем по мој критериум, не се оправдува. Паралелно на тоа,
Мислам дека како никогаш порано Пелистер има проблем сега со македонците во клубот. А еден вечер не го видовме и тој доби слика, нели? Му дадоа слика за го попратија, односно се договориле да си оди, Танковски се Има откажа. шпекулации дека доаѓа у Вардар. Па да, ја го слушнав, Танковски се откажа од сериозно добар договор во Битола и тоа е за поздравување, значи кај него кликнало нешто. Значи да се откажеш од таков договор во Битола, кај овие другите не знам дали е кликнато, ќе видиме дали се свесни дека Дамјан Митев сериозно расте, за разлика од ти што го спомна Емилијан Ѓоргов. 4-5 години помало. Така. И сега од тој аспект ние можеме да го признаеме успехот затоа што фактите се тие. Титулата е Битола, зелената ера продолжува така и веројатно ако вака продолжат стабилно со финансии, за кои што секој нормален во држава треба да му симне капа на фамилија Стериеви. Јас седев на една-две утакмици тука и ја видов која страст е тоа. Значи тој не е човек кој што е бахат па го чуваат 6 души околу него па нема и гледам како се однесува, значи со која љубов тој го прави тоа. И многу често ние сме пишеле дека тие таму очигледно некои играчи не се свесни што значи да шеташ по широк сокак со тренерка на Пелистер. Значи а им поминуваат договорите, некако париве се изнесуваат, се заминуваат, а некои работи не се поправаат. Сега од тој аспект за млади категории, ја колку што знам игра едно финале во кадетска конкуренција, во друго не се појавија, што исто е чудно затоа што платформата заврши. Значи периодот 5 години помина и ја очекував поише. Да имам барем помасовност. Па да има и квалитет затоа што и да изваде некој играч. Некој ќе речи да тоа е Битола, ама јас стално викам Пелистер мора да зрачи регионално. Од Прилеп до Струга се тоа, кога ќе го отвориш како шпалир од Битола, треба да го собираш тука, а Богам има што да собираш. Струга и од Прилеп. Тие се два од овие се двата кај што раѓале и раѓаат и ќе раѓаат. И тука треба тој да стави една шака на тој дел и да не дозволи овие сега што ги собраат титуливе да чепкаат таму затоа што е многу тешко се борат сега со овие што ги освојат. Мислиш дека бремето на шампионската титула е една од причините зашто овие млади, условно кажано, еве и Атанасиевич, они па имаа малку проблем со повреди, и Ѓорговски не добиваат доволно шанса, дека беше преголем притисокот да се оди на сигурно? Ма ти сега те ставаат тренер на Пелистер. Што тебе ти интересира? Тебе ти интересира титула. Ова е сениорски ракомет, затоа реков, ова се или ја или ти сме. Се дал играл Атанасиевич или играл Радивоевич, ја треба денес да победам. Еве и Бранче дојде како, нели, ние сите многу го љубиме и го респектираме и направи некои промени и играше и Пелистер игра подобро и ги повлече некои чекори. Но на крајот од денот тој ќе оди во јуни кај фамилијата и треба да рече да, ние освоивме титула или не освоивме титула. Освоивме титула. Така да интересот на клубот е едно, интересот на поединецот е друго. Дали овие интереси се согласуваат, не се согласуваат, барај чаре. Дал се викал Танковски, дал се викал Атанасиевич, барај чаре, затоа што вие немате исти интерес, односно не се гледате. Джордж, дали тоа значи дека сега тек за некои 5-6 години ќе имаме во Битола с големен број на таленти, пошто една титула, друга титула, најверојатно ти ги работиш тие мали категории, тоа се јавува интересот кај децата за тој спорт. Ја не ја знам ситуацијата таму, ама ако во моментов не трчаат 300 деца таму во возраст од 6 до 12 години, значи тие сериозно негде ја утнале работата. Ја на шала се знам да кажам дека кога би бил во Битола, ја ќе забранам друго да се тренират во Битола. Не ќе забранам со закон, него ќе ги условно кажано ќе ги угушам другите. На овај успех, на овај учество Лига шампиони, на ова популарност, па тоа во Битола, на она што тој Пелистер го има како историја. На нас. Нема тука ти
И пак ќе кажам, не само од Битола, јас сум од Струга, нас не било светилиште Битола, нас не беше ракометот, ние гледавме вака на кај Пелистер, како Стружани, а и Охрид како ракомет се појави последниве 10 години со исклучоци на Андоновски и така натаму, се другото не постоеше, сега веќе имаат некаква континуитет. Ма есен, Струга, Прилеп, па сите ние сме биле и то треба да го врати сега Битола, треба да се заангажира се што е квалитетно да има прва ова. Па крај крајева да има и некаков договор. Загреб така функционира. Карловац работи за мене, Риека работи за Сесвете работи за мене, го пуштам води таму под моја контрола е, се кали детето таму, го носам ваму. Ние од кај излегуваат тие во Загреб? Дал се викал, не знам, левиот бек Срна, дал се викал Кларица. Па тие не дојдоа младинци од Загреб, тие поминале една друга, ама биле во видеокругот. Тоа Пелистер мора шо побарго да го направи, да има такви. Зошто? Што има финансиска моќ. Ти имаш Ресен сериозно кубури со финансии. Прилеп до декември до сериозно кубуреше со финансии. Струга секојаш е на падни стани. Тоа треба да ги искористи за да ги поклопиш во позитивна смисла, не да ги поклопиш, да ги урушиш, не, ти да им помогнеш, а да црпиш ресурси. Покрај битолчаните што ќе бидат. И тука неминовно е да правиме муабет за втората екипа. Така, како екипа која што треба да носи играчи. Како ја гледаш ти сезоната од аспект на настапите во Лига на шампиони? Таму сите сме недвојбено разочарани, дали сме навивале за Пелистер или не. Фактот дека македонски клуб во Лига на шампиони не помири сабот, не е поразително. Металург кога беше во распад, успеваше да чепне нешто во тие групите Лига шампиони. Ако гледаме математички, пошто ти си инженер, нели? Ќе бидеме разочарани, така, резултативе. Ако гледаме, и мислам дека, освен поразот од Загреб дома, горе-долу, не знам дали некој очекуваше дека ние пик сега ќе отепаме пасажа дома, Кил, Алборг, дека ние ги на Final Four. Значи, не знам дали очекуваш. Начинот на кој што тие ги изгубија добар дел од надпреварите и пристапот е може да дискутираме. Ама тука па сега може да поделиме два дела. Тоа е впечаток, тоа е мој индивидуален впечаток. Ти заедно до мене седиш, ти викаш окей, ја викам не е окей. Резултатски не се добри, а ја пред сезоната во еден текст пишав дека ако се паметни, сега ќе го постават учествува во Лига шампиони како да игра мечка. А не ние да правиме муабет дали ќе помине во наредна фаза или дали ќе победи. Не, дојдите, игра мечка во Битола, дојде Карапатич, дојде Хансен, дојде ова. Се друго е, само си правиш тежина. Ние сега што сме го поминале Вардар со 3 Final Four и 2 титули, или Металург кој што играше во една друга Лига шампиони, кај што во група беше со Копер и со Санкт Петерсбург, такви екипи по Лига шампиони не постојат поише. Ова е друг формат, да се разбереме. Ова е друг формат. Значи јас првата сезона кога се пензионирав, ние бевме во група. Немаш частен уште Џорџ за пензија. Не ми дадоа сад. Значи, првата сезона кога дојде Станиш 2011-12, Металург игра во група со Копер, со Шамбери. Чековски медвед. Кај имаш ти екипа како Копер и Шамбери? Кај имаш екипа сега како Копер? 4 гола на полувреме. И на сето тоа, Пелистер се паѓа во група кај што многу тешко може да игра со некој освен со Загреб. На другата страна имаше 2-3 екипи кои што беа едно искуство, мислам за нив организацијско искуство добро, од кој што ако се паметни ќе научат нешто. Салата помина добро исполнетост во однос на цените. Многу ми е драго што Пелистер ги стави, ги позиционира високо цените, затоа што ние мора да поштуваме. Спомнавме кој дојде во Битола. Не можеш ти да сега на театар не можеш да појдеш за 400 денари кај што играат локални глумци. Да не зборуваме за концерт на одредени балкански звезди. Така, тоа да. Значи, од тој аспект ми е драго што Пелистер на таа цена дојде да ги продаде. Мора да размислува, сега не знам, претпоставувам се согласувате дека тешко ќе игра Лига шампиони, дај може да грешиме,
Ама и да игра Лига Јас Европа, имам пак од е тие- сериозно од на тие тоа. пораките што ги има Бица, една порака дека се минимални шансите за... Јас мислам дека и јас дека исто се мислам, ама минимални не и сакам дури- сега ја да ги... Дури можда па да бум некоја поширока слика, можда и подобро под услов Вардар да помине квалификации, да имаме две екипи у Лига Европа, пак да гледаме европски ракомет, па и да се надеваме и на И повеќе реално можеш победи. да се надеваш некај ќе имаш некаков успех у таа конкуренција. Иако македонецот во овој момент тешко ќе го задоволиш. Затоа што летвичката Вардар е отподнесе, не ја ни гледаме кај е горе. И сега колку побрзо се свестиме и за Вардар и за репрезентација, дека тоа е минато свршено време, а времето ќе си го направи своето. Сега ќе ти одваме една мала секвенца, одиме ние таму Малски, нели, у Јане Сандански и одиме по истиот пат кај што одевме кога гостуваше на пример Барса. Да. И по истиот пат одиме, истите сме четворица, одиме, тогаш влегувавме нели горе со чип картички, внатре се тресеше салата, доле растрчуваат дики мемови таму, не знам кои се не карабатичи, а сега се спуштаме доле у малата сала и сега без навреда ме играме со бутел. И некако сите вака седиме и некако Внатре 48 души. со се нас четворица. Ама види се, ај ти сега збори за луѓето што навиваат за Вардар. Како Пелистер го перцепираат останатиот дел од Македонија со резултатите што ги имат версус Вардар. Абе, што ќе ги гледам? 12 изгубија, 10 изгубија утакмици. Ако А Вардар не сега да кажам навикна, нешто. ние во Рене Карловен да победува. Инаку Пелистер оваа година влезе и во тие статистики за рекорди на Лига на шампиони. Каков рекорд се обори? Па најголем пораз од Албар, 15 разлика. Знам дека те копкаше ова, како се влезени. Завршна реч за Пелистер и да се префрлиме на Final Four. И на крај и ти имаш овде имам запишано некаков камп да ни кажеш и за тоа на крај. Значи, Завршна реч. ако И играч со најголем напредок и најголемо разочарување, пошто поминав. Така ги поминав. Види, толку играч со најголем напредок. Ја би го ставил потек на годината враќањето на Фитин, кој што кога дојде напишав или е почетокот на или е нов почеток или е почетокот на крајот. Испадна за Фитил дека е нов почеток, се вклопи, близок со фамилијата, отворени раце, тој не го злоупотребува тоа, напротив, влезе како лидер, почна да командува со некои работи, мајчив печаток дека пренесе она енергија. никому не му е гајле кај се движи Бродов на тие преплатени звезди, значи тој влезе како освежување и треба да биде еден показател кај да се движи Пелистер, иако тешко ќе му биде да донесе квалитетни македонци во изминатиот период. Имајќи предвид дека треба да ги има 8 на број, не може да си дозволи Атанасиеви, Ѓорговски, Костески или Жарко Пешевски да си одат. Нема кај да ги бара. Не сакам да го испуштам моментот дека време е Бели Стојановски и Ристевски да влезат во прв тим. Ако сакаат Пелистер да биде препознаен како развоен проект за тие играчи. Не може веќе Ристевски да седи во втората екипа, а на другава страна Дамјан Митев да Тино Карасманакис, значи или тие Карасманакис. се Значи мора Пелистер да им каже да бе верувам во тебе Бели ти можеш да играш. Шутни. Ти можеш да игра и ќе го видам годинава како ќе се движи и до година ќе остани Костевски и Бели таму. И ние кога ќе одиме во Битола, ќе одиме да ги гледаме нив со добри странски играчи, никој не вика дека без странски играчи и паралели со Реал Мадрид се непримерни и нереални, нели кој ќе ги прават. Ние сакаме да гледаме и македонски играчи да играат. Значи, сакаме да гледаме македонски играчи. Свесни дека цехте во моментов го немаме ние и мора да го купиме. И факт е Но дека- не може да ми каже дека тајник го немаме, па мора да го купиме. Или не дај Боже, Руди Сери. Или оној пољак. Значи, не може да ми каже. Или политиката да два голмани први ти заминат како ова, иако испадна дека ете супер враќање на Никола Митревски, кој што може не требаше да се 10 дни да си оди. Така, имаше одлични сезони во Лига шампиони, добро за него, лошо за Битола. А што друго е Митревски кој ќе е застанит со Фитил сега, така? Значи,
Тоа му Фитил треба. со Пешевски, со Костевски, Преплати го Митревски, преплати го Фитил, затоа што ние сакаме да ги гледаме нив. Зборам сега за мен. Јас сакам само да кажам моментот Националист сум, ако треба кога во Вардар го имавме Столе Стоилов. Мислам, клучен момент беше во Вардар. Сам беше. Алка, така. Тој беше, да. И сите беше околу сите се лепевме на него. Така. Но не можеме да направиме паралела. Три Најголемо Final разочарување. Four игра и 2 пати освоја. Значи, нема паралела. Тогаш беа дискусиите колку придонесол Вардар за репрезентација. Нула придонесол за репрезентација. Придонесол за популаризација на ракометот. Имавме 1000 деца во школа, меѓу кои заслужен беше и Вардар, малку некое време претходно Металург и репрезентацијата со некои успеси во првата фаза. Подоцна каже и ти дека тоа не е репрезентацијата. Значи децата одеа за рака со родител да гледаат во Јане Сандански, викаат тоа јас сакам вака. Кај сакаш така да иди изгугламе. Ракомет за секој дете или не знам некој друг. Значи Ај мал брифинг за Final Four. Разочарувањето во 50. Имам многу да кажам. Да снимаме не, како разочарувачки поединечно решение нема да кажам, пошто смешно е сега да го кажам дека Руди Сери ме разочарал. Не ме разочарал или Пачковски или не знам кој. Ако нешто морам да потенцираме веќе втор пат му се дешава, му се случува на Кизич да си оди од клуб на задна врата. Не докажам. Значи тоа е за мене нешто што треба тој, ова му е сега, ова сега што го доби како шанса, е веќе последна шанса. Вардар беше трет, отиде ваму за да се профилира, а уствари застана на опашка, од кој се објави дека потпиша Волкалит, беше јасно дека нема да помири за терен, и тука е јасно ние зошто. Тоа можам да го издвојам како голман кој што ние очекувавме. Дека го изгубивме и од видеокруг. Значи, како да го потенцирам како прв избор кога Митревски треба да се пензионира. А ти го спомна преска дека Гарец чука. Така да, сега веќе... Пази, селекторот рече, значи... Ти го цитираше селекторот дека тој чука. Ама нас ние да сите јасно дека чука дечко кога ти фаќа 5 пенали у Final Four. Е сега, покрај Кизич, ја би го спомнал спортскиот дел од клубот, се намерно го издвојувам од онај другиот дел фамилијата, која што дава, ако значи дава премногу, спортскиот дел кој што ги ангажираше неколку изгубени играчи во ова. Значи би го потенцирал, значи тука спортскиот дел е и Бранче како тренер, претходно беа други, сега е Шундо, не знам кој, не знам, ја не ми јасно таму кој носи играчи, не е ни важно, нема ја да знам кој носи играчи, не е моја работа, ама ти да донесиш онакви играчи, годинава лани, и, значи ти да донесиш и да тој кошта колку една пионерска екипа 3 години да ја носиш на турнири, е невоспитано е. На криво имавме блесеци што ти. Океј, одиме во Келн. Денес им посакав среќен пат на Славе и Џоле. Зверки, огромни амбасадори наши, резидент диџеј на само ракомет, ќе осудат финалето во кое што ќе победи Барселона. Прогноза одма? Да, еве моја завршна реч. А на кого ќе победи? Кој сака? Како викаше Столе, кој сака нека дојде. Секако ќе играме вика со некоја француска екипа. Барса ќе го победи Магдебург, ќе го детронизира и нема да му дозволи да билда титули и звездички на дресот. И да одбрани. Барса со години ја навивам за неа, за да не дозволи на ниту една друга екипа да му се доближи на Вардар со 2 титули. Се придржувам кон и јас имам Барса за така ја гледам дека е не дека зрела да се врати, така? Ја од 2019-та после она што се деси, све што ќе кажеме можеме да окачиме на мачка на опаш и да ја бркаме ако сакаме. Значи, после тоа што се деси 2019-та, ама ако треба да избериме блага предност, иначе сум на телевизија на сите утакмици во пренос. Ја поздравиме таму. Да, јаво е на полувреме, ние живо се кладиме, ние. Чути, жити се, ти да не спомнеш више, немаш право уста да отвориш за кладење.
Блага предност има Магдебург, може би вака сега од она што го играе годинава и Барселона во однос на Алборг, Магдебург, Барса Кил. Ама од друга страна Кил ако треба да се извлече за ова лоша сезона во Бундеслига, овде на домашен терен, че има 5-6 7-8 негови, од Барса че има 50 луѓе фамилиите. Така да од тој аспект, не се слагам дека може Барса да го детренизира Магдебург, пошто имам впечат дека никој не може да го детренизира Магдебург, начинот на кој што играат. Значи Магдебург не ти дозволува да тренизира, што не ти ја дава топката. Значи не ти ја дава топката, или ќе дам гол, гисли, или ќе одам на фаул и така до бескрај. Сега, ако негде сериозно има Барса предност, тоа е на гол и во тешка артилерија. Иако и Кил има доста тешка артилерија, без некој организатор на игра. Магдебург игра најмодерен ракомет, значи во наводници, со 7-8 досадни играчи, средни бекови. Кој технички е подпокован и топката не ја даваат и така да како куриозитет е Хансен. Викам дека ќе обрам внимание на технички грешки изгубени топки на овој Final Four. Друга статистика не... Кого не спомнавме уопште како фаворит? Значи тие ќе бидат. Не го спомнавме Алборг, а Хансен завршува кариера без титула. Каква спекулација имам за Хансен. Така да... Имам запишано дека треба да ги обележиме Карабатич и Хансен. Да, Карабатич замина ликови кои што се повлекуваат, а оставиле голем импакт. За среќа, за среќа сме имале повеќе прилики да ги гледаме во живо, да ги опсуеме. За Хансен сигурен си дека се повлекува? Сигурен си? Не сум, ама ајде, можна. Значи, Карабатич на интересен начин го заврши клубската кариера, не знам дали го видов. Ти го видов? Да, но како Зидан, во стилот на Зидан го заврши, со глупост, го удри во глава голманот. Што покажува дека е компетитивен. Колку емоции имало кај него во моментот. 22 години да играш и да освоиш 20 титули во томашно првенство од 22. Освоил не знам што повеќе. Прашање колку не освоил, кај него можеш да бидеш. Сите титули ги освоил. Сите титули, чак Норис, сите титули. Колку склекови сите. Кои емоции ги имаш ти сега, као нели се стиш салава 15.000 да спродадена, овај ти е последен шут и ти сега го земаш, го патосираш голман. Како Јако. Ако мене ме прашуваш, мислам дека предолго чекаше да се пензионира. Джордж, најако ќе биде да играат финале, значи Барса Алборг, да е една разлика за Барса. Последен напад пенал, некоја глупост да направат овие, нели нешто ја задржуваат топката. Слави и Джоле нормално судат пенал за Алборг, црвен картон за Дикамем таму пошо. Лошо го погледнал Джоле и да му дадат на Хансен да бештира пеналот и да го патосира Демарија. Тоа е било едно сценарио вака Netflix. Црвен картон и пенал. Да, Netflix сценарио, да. Така да очекувам, иако некако не чувствувам некоја помпа вака за Final Four-ов. Ова морам да го кажам, пошто ми владе како некој впечаток, не само за Final Four-ов. Како помина Фарски острови, како да се истрошивме, да се исцедивме и ништо не ни интересира. Ама ништо не ни интересира. Истроши мене лично, ме исцеди. Ја ми се чини сега, Пелистер додеше на Final Four, некако ќе ни беше, не можеме да се собериме од тоа што се деси во ова. Значи, и спомнавме дека за купот дека имаме забелешки, ја имам забелешки не на организација. Организација, ти на терен гледаш дека се организира. Ја имам забелешки на избор на градот. На локација. Значи, дај му го на некој што ќе го цени. Очигледно ние овде не го цениме. Дај му го на некој што ќе го цени. Значи, не сме онака да зјај. Кавадарци, Охрид беа идеални решенија. Ние може има нешто што не знаеме. Може па ние им викале, еве ви го, тие викале не, братете го. Ама, онака куп во најпопуларен спорт не смее да помине и кај крајва. Океј, како за Пелистер. Лекција, ја научивме, паметен човек, ја научив, дај да не ја повториме, да ние бараме да се полни салата со други она. Така да имам некако како да нема некоја помпа за Final Four-ов. Куриозитет е Хансен, што се овие негови последниот прејави, така е најавено.
И куриозитет се судиите у финалето, пак ќе ги така. Тоа Замислете минатата сабота во Лондон да судеше Ставрев. Финале на Лига на шампиони у фудбал. Наш човек. Тешка компарација е таа, затоа што тоа е небо-земја спортови. Ајде да ти искористим уште. Нема уште 5 сати ќе тераме подкаст. Имаме теме. Фарски не ги спомнавме, има таму. Не видно. Дај уште ова. Фарски се заврши. Значи ние сме ние уствари, ти ова сега што го кажаш, мој впечаток дека ние уствари емотивно се потрошивме на Фарски кога изгубивме така лесно и без крв. А ова победата овде, реванш. Тоа нас ни се случувало во минатото. Значи ние сме знаеле со што би рекол нели чевар на глава, на ова, на она со сите сили и средства да се извлечеме. Мене барем лично поразот на Фарски ме уби. И емотивно и секако. Ама така е. А зошто беше ова победа не исцеди дополнително? Затоа што ретко кој веруваше со таа игра во Фарски дека ние можеме овде да направиме нешто така. Имав едно проклетство ќе влечев. Јас кога заврши првенството пишав у една колумна, еве на пример уследниот бараж да ни се паднат Фарски. Ја го имав претходно ти исто го имаш тоа кажано. И забелешка лако чемото. Така? Да. Не бит. Ај са мал брифинг и на ова твојава тема. Па добро. Имаме таму дете едно пикерче да ми го чувате убаво, да се грижите за него. Со две швеđанчина, не, со две шпанчина. Шпанчина, да. Со две шпанчина ќе се изнамува ти англиски. Да. Па добро, трета година е на кампот, 40/20. Тоа е некако некој, да кажам, као некој континуитет од камповите што ги правите со КЛ7. Практично. Да. Тоа ти е една година или две забреа? Две години со ковидот. 20-та и 21-та не се одржаа камповите од објективни причини. 22-та прв пат, да кажам, во таков формат се оформи 40/20. Многу луѓе ме прашуваат и са бајле еден што пешачиме. Тие 40/20 бе. 800 квадрати? 800 квадрати, тоа е, да. Така да, 40/20 како ракометниот терен, пошто главната парола е ракометниот терен е мојот свет, зборам во име на децата кои што сакаат да им стане или име на некој веќе нивниот свет и од таа така го условиме, ако не му давам ја некое значење како се викат, битна е содржината внатре, а содржината, концептот е малку поразличен од тоа што беше во КЛ7. Тогаш имавте малце повеќе акцент на масовност, на популаризација. Имавме многу деца, на носење на повеќе звезди. Да, имавме многу деца, тоа стоеше друг човек нели на чело и многу полесно се носеа некои играчки звезди кои што требаа да дојдат и да анимираат децава. Сега имаме тим кој што е многу квалитетен и човечки и ракометно, многу. Носиме исто некои ликови како што годинава иде Владан Јордовиќ, на поширока јавност непознат, а иначе е прв човек на Академија Пик Сегет, значи со буџет од 1 милион евра годишно, под него е втора екипа, под него се 6 јуниорски екипи и школите на Пик Сегет. И долги години е таму, значи не дојде вчера, значи долги години е таму и е прво многу квалитетен, второ е многу прибран човек, многу приземен човек, многу голем работник. Него го носите повеќе од аспект на пренесување на искуство во двена, кон тренерите, кон така. Значи тој е спремен, тој ми кажа уште кога првиот пат кога комунициравме, ја идам таму да работам, немој да ме носиш, дека јас ќе шетам и ќе го гледам Охрид, ќе го видиме и Охрид, кој што знаеме каков лепотане, ама јас дојдов да работам и сакам да направам и предавање, сакам и да направиме панел дискусии значи почитува све човекот, иако има сериозна функција и нормално ќе си одржи таму неколку тренинзи со највозрастните деца на кампот, кои што покрај него тука се и Глигоров, и Мадлиевски, и Грчевски, тука е Марко Неловски за превенција, подготовка на тренинг. Тука е, сега да не заборам некој Даскаловски кој што е за голманите и моите тренери од школата кои што исто така се Колку вкупно луѓе сте во целата организација? Па мислам дека 7-18, имаме еден доктор кој што е
педијатар и годинава имаме цело време психолог за текот на целиот камп А колку имаме вкупно деца се? психолог. И во колку групи? 86. Во колку возрастни групи? Значи вака сега, не можеме да ја поделиме баш во возрастни групи вака сега. Највозрастната група се 25 деца, од кои 5-6 се голмани и околу 20 деца се од 2010 до 2007. Таа група од 20 работат по 4-5 во група индивидуално. Значи тие деца, најголемата работи строго индивидуално. Не работат како група. Тоа сакав да го кажам. Кога бевме Лазаров, затоа што имаме по 220 деца во смена, тие деца работеа 25 на терен. Сега работат 5 души со Глигоров, 5 души со Јордовиќ. Поделени. Претходно работат со Неловски на превенција, пред да влезат во терен не губат време, работат само ракомет. И тоа го прават 3 пати на ден работа. Помалата група, 2011-12, ќе работат по 10 индивидуално во група. Значи, исто индивидуално, тие се деца што имаат веќе 2-13 години, оние што се веќе 14, 15, 16, 17 се поделени во 2 групи и тие работат групно. Што тие се реално мали деца, едните се дури не може да ги кажеш дека тренираат ракомет, тоа е моторика, координација со насоки на ракомет, овие влегуваат во некој посериозен ракомет и тие работат во група, како тренинг нормален. Сите други работат полуиндивидуално и строго индивидуално и тоа е разликата и многу сум горд на тоа што успеавме, за тоа треба многу тренери, за тоа треба да донесиш многу тренери, тоа кошта средства, за тоа треба да донесиш гости, тоа кошта средства. Јас наоѓам начин тоа да го направам и посебно сум горд на ова што го уведовме лани со семинаров, кој што имаше добар одек, годинава очекувам со Јордовиќ да има уште поголем одек, кај што тренерите доаѓаат, пиеме кафе, имаме дел од семинарот предавање на Владан Јордовиќ, после тоа одиме на ручек покрај езеро тука, сите заедно си дискутираме, по ручек си држи тренинг човекот за индивидуално отстранување на ова, така да не рачунајќи ги тука сите други работи што се случуваат од аспект Охрид, базен. Во кој период од годината кога се случува? Значи, Уште тоа да кажем. 30 годинава е 36, 5 7, нешто што се деси годинава беше за 5 дена се исполна капацитетот, што колку и да бев оптимист и да имав некој позитивен фидбек од родители, само што заврши во текот на годината, пошто кај мене има една специфика, децата што идат од најмалите во кампот, родителите им седат пред сала заедно и ти не треба ни да збориш. Тие зборат за тебе како поминале децава и тука гледав ја дека има големо задоволство, ама дека ќе дојде. И уште една работа само да спомнам, годинава имаме 15 деца од надвор, 10 од Шведска, 2 од Шпанија, 2 од Србија, од Турција, што посебно ми е драго за тоа дете од Шпанија што лани дојде, годинава донесе другарче. Тоа значи дека лани што беа 2 швеđанчиња, девојки се, годинава 10 девојки идат, 10 швеđанки идат. Така да, тоа е за мене посебно затоа што мора да се свести дека комуникацијски Македонија е сериозно слепо црево. Охрид ги укинува сите линии, сега ќе мора да патуваат од Скопје и не знам дали до година ќе дојде. Значи, имаме проблем со тоа за разлика од Хрватска, за разлика од Црна Гора, да не правиме овој Словенија. Еве ќе одопреме и Пилистер. Моментот на комуникација на линии му влие и при избори играчи, и при продолжување на договори, и при шансите за вайлдкардот. Сме збореле дека Битола нема приватна градинка и приватна школа. Сместувачки капацитети. Така да, јас очекувам дека и Охрид како град ќе продолжи да ми помага, како што беше и лани, значи од градоначалникот надолу, затоа што ова е единствен ракометен камп. Децата за овие порано имаше повеќе, имаше Рушевски камп, имаше Лекич една година, имаше повеќе кампови. Верувате дека македонското дете ако сака да оди на камп, од Црна Гора нагоре е 70, 80 до 200% поскапо од ова. Не рачунајќи ги тука дека треба да го однесе некој да го врати. И од тој аспект, јас ќе го држам ова, не само ќе го држам, него ќе го развиваме ние сме таму екипа феноменална, вие ќе дојдите таму и ќе видите за што се работи, значи стварно окей. Така да, ние ќе даеме рецензија после.
Трпиме ние Нешто ми критики. спомна, и со тоа ќе завршиме. Со спекулации ќе завршите. Не, ама ти ми спомна, спреме ги ти спекулациите. Да ги кажеме? Да, ќе ги кажеме, на брзина ќе ги набројаме и да. Ти спомна нешто за плановите во иднина, преска, ама не се до За шо за само? школата, за ракомет за секој дете и за кампот. За тоа ти беше малото? Не. Види, ја имам идеја за наредна година за школата во однос на јуниор купот, кој што го играат децата наши Така е, школа, да. тие се децата наши. Завршивме сега саботата со сертификат за секое дете и поминавме стварно одлично и децата се пресретни, родителите имаме многу позитивни коментари. Ја затвориме тука сезоната, иако работиме до 15 јуни. И во тој дел на јуниор куп чувствувам некоја дупка во ракометов, зборам не кај мене дупка, него дупка во македонскиот да. ракомет и тука сакам да Зборуваме за деца под 14 годишна возраст, пред да влезат системот на РФМ нема надпреварување. Нема надпреварување, тука планирам, ако добијам поддршка, нормално за се е потребно средства, ако добијам поддршка од приватен сектор, кај што ги барам секогаш, планирам да тука да направам, барем за овој регион да има нешто за таа генерација 2012, 13 и 2014, 15. Многу проблематични генерации ќе бидат за За 3 генерирање, 4 години. така. Ние веќе имаме проблем со 2010 годинава, ти спомнав преска, да не збориме сега тука. Имаме проблем со квантитет, а обврзани се екипите. Во 2012 ќе биде уште поголем, во 2014 ако продолжиме вака, уште поголем. Ова не се некој како ги викаат, не се некои црни сценарии, прогнози, јас што да. ја кажам, дај Боже ја да грешам и да не биде така, но ќе имаме проблем. Немаш квантитет, немаш тренерски кадар спремен, не ради тренерскиот кадар. Ти да го имаш Јорда и уште двајца кој Јорда, да идат 5 пати во годината, да го отворат мозокот, да даат материјали и да работиме со нешто ново, зашто новиот ракомет бара нешто друго, гледаме. Меѓу друго и темата на Јордовиќ е тоа, адаптирање на тренингот за подготовка на млади играчи во однос на тоа што го бара модерниот ракомет. Тоа е неговата тема што ќе ја предава и сакам да кажам дека ние, ако немаш квантитет, немаме сали, имаме неапдейтиран кадар, неапдейтиран кадар, ние математички, ти си нели Да, колега инженер, математички не можеме да создадиме играчи, доволен број на квалитетни играчи. Ние ќе имаме Марко Митев и Ненад Костевски. Да, ама не можеш да создадеш. Ненад Костевски и собереш Марко 20 Митев играчи, може само нема, пинг-понг да играат двојки. Не може да играат Да, рапшни. денеска ги споделив ја бројките математички колку ракометари има Франција, колку Да, го Македонија. видов тоа, доста Франција доста има фрустрирачки. Франција има малце под 600.000, ние имаме малце под Под 600 или 1000. под 900? Под 600. Често добро. 590. Па тоа е 1% од население, по моја некоја проценка, или колку е Франција? Па еве 60 нека е милиони? 40 до 60. 6 Ова не е милиони. над 60. 600.000. 6 милиони, значи 1% е тоа. Од народот играе ова. Ракомет. Па што е тоа? Во Фарски Од 60 острови играат милиони. 20% ракомет. Одиме со шпекулации. Прочитај ги твоите шпекулации прво. Не, немам јас. Ти. Имаш, А имаш. ја ги имам, да. Имаш, да, еве Значи ги вака. ГА ти ја знаеш. Значи, Голден да, значи имаме шпекулација, нели, Вардар бара, а ти можеш да го потврдиш. Вардар бара спонзор, во Golden Art има доста потреси, Вардар и Golden Art ќе се спојат. И знаеш Сега, како ќе сега. се вика? Голден Вардар. Golden Вардар. Golden Art Вардар. Сега го слушам. Да, ова е наша шпекулација. Да, можам да осватам Голден Арт со работка со Вардар, нешто што му треба на Вардар во моментов, а тоа е она што зборевме за Пелистер да го опфати округов. Вардар треба да има таков округ во Скопје што го нема моментов, ама тоа е нема потреба ние да ги учиме. И се, ако дојде до такво спојување, две сензационални вести имаме. Се смее. Вујовиќ се враќа на кормилото, Батакот ќе го Бутинот ќе го води вториот тим, пошто ќе остане као приказната. И Хансен имал желба невидена да изигра една сезона за Вардар. Се смее. Види, Влегува во запигра. перцепцијата за Вардар надвор Е така, Така, така. е друга. Нема збор. Ќе се чудиш од каде е информацијата. Не. Значи, нашинец му е прв комшија на Ханс. На Хансен.
Супер. Нашинец не. Дај Боже, И сега, тука има- дај Боже да дојде и да се влечка по терен. Тука има еден Пошто за мене е во тројцата најмаркантни ракометари последните 20 години. И пази Без зашто разлика го на бира тоа. сега Вардар, затоа што знае дека нема Ама таа е многу запирката, ангажман. ако не го освои Final Four од сега, пошто нема освоено. Ама не, демек немало да има многу ангажман, лесни ќе били утакмиците, ама жал. сега, Пушти овде. ќе го прескокнам, не е толку интересно, ова беше стварно. Дека там ше преговарал со Тиквеш после... Па нели Марка иде? За- Нели Марка иде? Па затоа и Не е не е сигурно, баш така. Здравен. Сега овие се на бица следниве и тие се добра информација, он... Да, Исто и ова, значи, спомнуваме, нели, нов председател на да, РФ. апсолутно е. На Букаетов завршува мандатот, он веќе Сега, и по статут нема нова шпекулација, да се носи пријави. уште една шпекулација после неа, што се задоволува две страсти, али прва ќе ја кажам. Нов председател, сериозен кандидат, градоначалникот Нохрид Пецаковски. За председател на председател РФМ. на за РФМ. се замисли. Ја пред не се насмеа. замислив. Не, нема зашто се насмеам. Мислам, Голем за Кансер се насмеа. прво градоначалник на сериозен град во држава, градоначалник Сака, што одвојува многу пари за ракомет, ракомет. има неизмерна љубов за ракометот, го види и ти на лице место. лице место. И втора работа, и трета работа, додека ти го кажуваш, јас се спремам да ти кажам дека РФМ треба да добие консензуален кандидат, односно кандидат кој што ќе биде поддржан Од од сите. сите. А овој дефинитивно нема непријател. Доста ни е нас да се конфронтираме. Така Со е. овој досега како што беше, мислам, и со идентитет над државата, лик, ние пак имавме конфронтација. да. Имавме проблем, Да. така. Со овој Да, кандидат, ние нема да имаме проблем, пошто овој не може да го категоризираме некако, иако има нели партиска Пак има позадина и клуб и тоа е тоа, партија, да. но па таа партија има 40 градоначалници, има 58 градоначалници, ова пратеници. Пратеници. Така да сега име наредните 4 години име Сега шанса во мајката. да ја оправиме ова Македонија, тоа што збореше ти кој бил до сега. Така да ја прв пат го слушам, а стоит како веројатно. Немам Сега, многу сум заузет со шо многу. повлекви тоа? Што повлекли. Ова ми е Кетчап. малце заверување, Тимур Дибиров во Охрид. Тимур многу е сака Македонија. Една работа, Многу. втора работа, значи, во Да не Вардар е забораваме- малце Да не забораваме разочаран, дека Си ојде од Вардар разочаран. Да. Така. А имаш маркетиншки за Охрид. а Охрид прави тим. Феноменален. Така, има и најави други, нели? Па за- ја најавив дека ќе има буџет со колку после со 7 цифри. Кој се спомнуваше, Со кажи седум го цифри. Хрватов. Стипе Мандалинич. Стипе Мандалинич беше Охрид, за да е во Се Охрид. спомнеше и Перич И за Перич. Серенбек. Добро. Што не значи Зајде, дека ја имало тутам една преговори, да. шпекулација, малку стари ми се шпекулации, Така е. пред некој месец, ама иначе Охрид бараше и македонски играчи, сериозни. Тимур е од македонец. Битола, Тимур е македонец. Ама Има не македонски успеа, пас. Има не пас. успеа. Може за него се зборало. Ја го имам. Ја ќе кажа. го повторам уште еднаш овде што нешто што му го кажав и на градоначалникот кога се видовме во Охрид со кампот. Значи тие лани ги лизна последно коло од Европа. Така беше? Така беше. Се сеќавате Тиквеш Вардар? Да. Ги лизна. Не се поколеба и ојде уште појако. Појако. Да. Тоа е за респект. Значи, тоа е за респект. И да се засрамат општини во Македонија, што се на ниво на Охрид, може и некои појаки, што не можат да и што кажуваат дека нема пари. Прв ќе го кажам тука Велес и ќе го пофалам дечкото, можам да кажам, пошто тој стварно е дечко од Фрутленд. Да, од Блисима Фрутленд, пошто така и се однесува, како дечко е, Жарко, кој што ги внесе во Суперлига, ги некои се играчите и тренерот, ама тој е тој што дава финанси и сега е на потек градоначалникот Марков да седне и да рече колку ти, толку ја, а Велес, верувајте, че гори. Она е изгорена публика за Раков. финансиска бомба, ти си од економијата. Ајде од економија. Кока-кола влага као главен спонзор на Тиквеш во интерес, во опозит на Синалко. Со сериозен буџет. Капитал. Кока-кола во Тиквеш. Да, Кока-кола баш. Чекај. Како е Па возможно тоа? возможно е кога Види, Кока-кола, мислам дека и во политика на финансирање никаде не е појавена Ја како не сум сегментирано. Значи, таа е појавена во FIFA, појавена е на спортски игри младих, што опфаќа цел регион, олимписки игри, може би, ако не се сеќавам нешто, значи се што е
како политика на Lidl. Не може тоа. Политика на Lidl може, е ти или гледаш национални селекции, или ЕХФ. Ова Немаш може. клубови. Значи, последнава Второ, е тоа. Ушеднеам се. јако што знам, Митко Јанчев ја носи синалко. Синал. Да. Едната синалко Ај бил. последната? Последната ми е на рап на стварно тешка шпекулација невозможна. Прв пат у историја на спорт. Играч од еден спорт преови од друг спорт. Пари Сен-Жермен, Донарума голман, по барање на Раул Гонзалес да брани у Пари Сен-Жермен ракове. Јако. Ако е маркетиншки, Јако е. пошо Ова ми и така. од Раул. Па Джордан заигра бейсбол. И Валентино Роси вози НРЦ, тоа како се вика. Види, следува период кај што сега ќе си изнагледаме подписи на екипи и ќе биде интересно. Многу ми е драго што условно кажано клубовите си го мерат. Дури и некои што уште имаат стари Мислев ќе долгови. кажеш што се изгрупиравте на крај, ама Не, што си го мерат и тоа е добро за ракометот. Верувајте, ни завидува Србија, зборам ракомет на Србија, не Да, сватите не кошаркарска Србија, да. таму сме фрустрирани. Да. Ама ни завидува Црна Гора, Босна, па може и па и Хрватски Хрватска. сега Словенија. вака да Значи кажам. ова што ние го правиме, го спомнавме Пецакот, го спомнавме Тиквеш, како појдовно. И одиме сега нагоре, Вардар, Перистер, Хансен го Анкалови. спомнавме, Дибиров. Значи, тука е сега, ајде, затоа и го спомнав ја Жарко од Фрутлен, со потенцијал да го воскресне Велес, кој што има ненормален капацитет на публика и на љубов према ракомет. Таму ќе биде малку, ако мрднат сопашот, ќе паѓа салата. Таму, иако тешко веројатно во на конкуренција, ама тоа зависи колку Ако ќе се нека се појават. колку ќе се отворат. Да бит се му збунија Прилеп расте, да не го забораваме, тука во Скопје се исчисти работава со клубове, останаа 4 суперлигаши, не очекувам чуда од Пролет и Бутел, но од друга страна не Не очекувам можеш да ги подцениш, ни дека ќе бидат лесен залак за кој Како да е. секој. Какви и да бидат во структура, Како и на секој. Пролет не му треба многу. На Пролет му требаат сега 2 добри играчи и тоа е проблем за сите. Бутел му требаат 2-3 играчи добри и проблем за Ќе сите. има интересни некои Да. Па преземања еле и спомнавме позајници. Вишевски на пример сега замина, кој ќе каде Кај ќе ќе фати. фати. Вишевски е добро засилување за втор ешалон екипи. Реално. Пошто имавме специјалист за машинство, специјалист за економија, јас маркетиншки настапив и со сите овие шпекулации што се задоцнети 2 месеца и 5-6 дена, требаше на 1 април да бидат. Али се сите измишлјотина тешка, со цел да го подигнеа маркетиншки малце интересот и за нашава емисија и за ракометот генерално. Можда нешто ќе А биде може уживат. нешто и да опали. А може нешто и да биде, па ќе збориме. Која ми беше најголема првапунска шега? Вујовиќ во Вардар. Не знам зашо ми беше најголема. Да. Дечки, супер се поминавме. Значи само да кажеме беше живо измислица, ништо не е ова. Шпекулација. На факт. Освен ова за... Освен некој. Освен некој. Да, освен ова Се за... беше измислено, освен тоа што не беше, што не е Ова измислено. за Хансен не и за овој другиот тоа. Ви благодариме. И ова и ова, не? Ви благодариме на поканата. Не очекува интересно ракометно лето. Имаме викенд. 3, да, имаме викенд Гледате прво. ракомет на македонска телевизија, слушајте ми. Жорџ треба да не поздрави Кој може да ме поднесе, нека ме слуша. И Чекаме чекај, да не поздрав. заборавам да кажам, значи нашите девојки играат светско кадетско првенство, нашите кадети играат Кадети. европско првенство во Црна Гора и нашите младенци кај што јас некако највеќе имам некои надежи за некој Може да шекор. евидентирам прогноза? Може. Кажа на мој на селекторот. 6 до 8 место. Одлично. Лани му кажав 10-то Браво. и во соблекувална, кога имале, нели со Чешка беше за 9-то? Вика, Со Чешка, вика да. Бранче бил ли, или Раде, вика, еден наш, вика, да, пријател, вика, за ине негов, пошто рече, ми прогнозираше 10-то, ника вика, 9-то место денес да ги победиме. Еве, ја викам, да е тепат Хрватска прво коло, ние сме во први Во први 8. ос. После, Што биде нека После- овие покажаа дека имаат хемија. Колега, Ајде, успешно завршуваме ајде, трета фала. сезона. вртиме да Хансен се каже дека Се јавив, ќе ми пишам. Сега што ти што мислиш дека е за таблети,